Зошто е пресудно својата желба да ја градиш низ енергетска стратегија? Првенствено затоа што сите ние сме енергетски битија и нашите желби најдобро се развиваат, реализираат низ подршка на нашата сопствена енергија. Што е енергетска стратегија? Таа содржи 6 чекори. Тие сите меѓусебно се поврзани. Се тргнува од првиот чекор, а тоа е одредената желба ја минуваш низ филтерот на своето срце, односно ја утврдуваш изворната потреба на таа конкретна желба. Дали е таа навистина изворна потреба на твоето битие, доаѓа од внатрешноста на твоето битие или е позајмена од околината, од општеството. Ќе се изненадиш дека многу желби ги позајмуваме од останатите, а не се наши изворни желби на нашето срце. За утврдување на изворната потреба на желбата постои една многу едноставна и брза енергетска вежба. Таа можеш да ја најдеш на мојот YouTube канал. Откако ќе ја утврдиш изворната потреба, односно изворната природа на твојата желба, нејзиното изворно потекло, енергетската стратегија ја градиш со следниот чекор. И сите овие чекори постојано ги применуваш се додека не сведочиш на реализирање на твојата желба. Вториот чекор е да на секојдневно ниво својата желба ја раниш низ призмата на висок енергетски набој. Тоа значи дека за конкретната желба ти ќе продуцираш мисли кои се подражувачки. Во својата глава ќе оживуваш добри слики околу оваа желба. Во својот внатрешен емоционален простор ќе се обидуваш што повеќе да произведуваш добри емоции поврзани со оваа желба. Во својата глава да ти минуваат добри слики врзани за конкретната желба. Тоа значи висок енергетски набој. Третиот чекор е да постојано внимаваш на тоа што твојот мозок ти говори. Нашиот мозок никако не сака да престојува во ново и непознато, а остварување на желбите е и ново и непознато. Затоа е многу важно на секојдневно ниво да ја пратиш динамиката на твојот мозок. Во кој правец оди, како размислува, кои мисли произведува врзани за таа конкретна желба. Тоа се поврзува со четвртиот чекор, а тоа е освестување на уверувањата кои ги имаш во себе. Остварувањето на конкретните желби е пресудно какви уверувања имаш во себе. Ти може би посакуваш нешто, ама ако длабоко во себе сметаш дека може би не си доволно добар или немаш доволно капацитет или дека може би те плаши крајниот резултат на таа желба, како тој ќе влијае на твојот живот, или може би длабоко во себе се сомневаш дека можеш да стигнеш до остварување на желбата, секако дека тоа ќе го саботира остварувањето на таа иста желба. Петиот чекор е кога ќе ги освестиш, ако евентуално постојат уверувања кои не ти користат, ќе ги замениш со уверувања кои ќе ти послужат да те донесат до конкретната желба.
односно ќе ја билдаш на секојдневно ниво, ќе ја храниш својата верба во себе, во своите способности, во вербата кон животот, кон креацијата, дека си постојано подржан на патот на остварување на желбата и дека можеш и заслужуваш да го имаш тоа што го сакаш. И шестиот чекор е, откако ќе направиш се што зависи од тебе во смисла на продуцирање на позитивни мисли, на покревање на позитивни, добри емоции, добри слики, на внимавање на динамиката на твојот мозок, на освестување на некорисните уверувања и нивна замена со корисни, на билдањето на твојата вера, значи се што зависи до тебе, едноставно се препушташ. Крајниот резултат, кога ќе се случи, тоа тебе не те интересира. Му се препушташ на ритмот на животот. Ти се држиш за својот дел од приказната. Добри мисли, добри емоции, позитивен став и најважно акции, чекори конкретни кои ќе те доведат до остварувањето на твојата желба. А крајниот резултат, како ќе се случи, кога точно ќе се случи, на кој начин, тоа го препушташ на ритмот на животот. И верувај ми дека најпријатно ќе се изненадиш како животот, креацијата ќе ја донесе твојата желба во твојата реалност. За сите овие чекори, најдобра алатка за нивна подршка е медитацијата.